Комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор, сакам да истакнам дека станува збор за комисија која е контролор на работата на извршната власт и која треба да овозможи владење на правото и функционирање на правната држава. Од тука, човек и без да навлезе во содржината на извештајот, веќе знае колку и дали некој воопшто е моќен за да успее да ја контролира работата на извршната власт, а од тука пак и малите деца знаат колку и дали во наша во Македонија можеме да говориме за владење на право или пак за функционирање на правната држава. Вчера говоревме на истава комисија за тоа колку се ажурни судовите. Од 34 суда ажурни се само 15, а неажурни се 19 суда. Сега пазете, од 1.1.2021 година, Државната комисија повеќе не е надлежна да постапува по жалбите против одлуките за прекршок, што се донесени од прекршочен орган, кога со закон е пропишано да одлучува во прекршочна постапка и замислете, оваа надлежност сега се пренесува на Управниот суд. Значи, Управниот суд, кој во 2020 година бил оценет како ажурен и кој во 2021 година станал неажурен, сега добива дополнителни 2094 предмети кои му се предадени од страна на Комисијата за примопредавање на предметите, која ја формирала Државната комисија. Овде нема што да кажам, освен честито примопредавање од шупливо во празно. Од старт можеме да предвидиме дека и наредната 2022 година Управниот суд ќе биде уште понеажурен од оваа 2021 година. Затоа велам дека не одиме напред, туку назад. Ясно ми е дека ова намалување на бројот на предмети е како резултат на намалениот обем на работа во голем процент заради сега веќе ненадлежноста на комисијата да постапува по жалби против одлуки за прекршок што се донесени од прекршочен орган, но не ми е јасно како Управниот суд ќе стане ажурен и кога и дали воопшто некогаш ќе имаме честа да слушнеме дека Управниот суд станал ажурен. И не ми е јасно како се планира реорганизација во Државната комисија со секторот за прекршоци, со оглед на фактот дека надлежноста на Државната комисија во однос на прекршоците е пренесена на Управниот суд. И не можам да се согласам со констатацијата дека Државната комисија во извештајниот период решила 95% од вкупниот број на предмети за решавање, ниту пак со констатацијата дека истата работела ефикасно и ефективно во текот на извештајниот период. Ова, според мене, е само вештачка бројка заради фактот што се намалил обемот на работа, односно заради фактот што станала ненадлежна за постапување по одредени предмети. Затоа реков префрлање од шупливо во празно, затоа што ако Државната комисија сега е ефикасна, неефикасен е Управниот суд. И што ќе правите до година? Се разбира ако се уште ова власт е на власт. Предметите од управен ќе ги примопредадете на друго место. Не се станува така ниту ефикасен, ниту ефективен. Значи, буквално се е вештачко, како што ни е вештачка и самата власт. Тешко и речиси невозможно е да се постигне мисијата и визијата што се наведени во извештајот. Зошто? Затоа што висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна и ефективна на сите субјекти во постапката по жалби против решенија донесени во прв степен во инспекцијската постапка се поими кои ги имаме само на хартија. Затоа сведочат оценките за довербата во судството. Говоревте за ветинг, говоревте за реформи, говоревте за човечки ресурси и така натаму, а до 2021 година во Државната комисија не била извршена ревизија на нејзиното работење. Буквално ми се чини дека власта има уплав од самиот поим ревизија, а ревизијата е најдобар показател дали работите се движат во правилна насока. Ревизијата е и навремен податок за правовремена реакција и превземање мерки навремени за подобрување на состојбите. Понатаму, ова е уште еден од сите годишни извештаи што ги разгледуваме овде,
во кој констатираме напори само на хартија за екипирање на стручните служби и потребниот човечки кадар. Па така и Државната комисија не успеала да обезбеди ниту едно вработување на неопределено време, туку напротив, во првото 3-месечие од извештајниот период, 4 од извршителите биле дополнително ангажирани со примопредавање на предметите на Управниот суд, меѓутоа и со намален број на извршители. Стигнуваме до делот наречен препораки, во кој се вели: потребно е Државната комисија да направи структурна реорганизација и за таа цел ќе изготви функционална анализа, а потоа врз основа на одобрената функционална анализа ќе изготви и правилник за внатрешна организација и правилник за систематизација на работните места во стручната служба, кои ќе бидат прилагодени на моменталната надлежност на комисијата. Можеби и овде требало да се одреди до кога да се изготват овие анализи, до кога да се направат овие внатрешни организации, за да не чекаме со години да се постапи по препораката која што е наведена. Доста е веќе да добиваме извештај заради извештај. Дајте да ги менуваме работите на подобро. Знак прашалник е дали е точно наведеново, ќе го цитирам: од презентираните бројки може да се заклучи дека дури во 75% од пресудите на Управниот суд решението на Државната комисија е потврдено, што укажува на фактот дека во извештајниот период комисијата работела ефикасно и законито. Зошто велам дека ставам знак прашалник? Затоа што колку и дали комисијата работела ефикасно и законито, најдобро мерило ни е задоволството на граѓаните, најдобро мерило ни е перцепцијата на граѓаните и најдобро мерило ни е довербата на граѓаните. Сосема за крај, на што најмногу се жалеле граѓаните, во извештајов се вели: труд, социјална политика, образование и култура, транспорт и врски, животна средина и просторно планирање, локална самоуправа, одбрана, земјоделство, храна и ветеринарство, здравство, економија, финансии и информатичко општество. Јас би апелирала во иднина да добиваме годишни извештаи. Знам дека сте пренатрупани со работа, меѓутоа добро би било да добиваме годишни извештаи во кои освен збирно колку жалби се прифатени, односно одбиени, како што имаме добиено во овој извештај и како што добиваме генерално во извештаите што стигнуваат овде, да добиваме и конкретно колку жалби се прифатени, односно одбиени по одделна област. Ова го велам во насока на фактот дека на тој начин ќе имаме многу појасна представа за тоа во која област сме најслаби, во која област има итна и неодложна потреба за промени. За крај, промени дефинитивно се потребни во сите области и тие си започнаа со локалните избори. Посилна потврда за тоа дека се потребни промени ќе си добие власта и на предвремените парламентарни избори. Ви благодарам.